Почитувани представници на медиумите, дозволете денешната пресконференција да ја започнам со цитирање на член 289 од Законот за кривична постапка, кој се однесува на тајноста на предистражната постапка. Во него се вели: сите действија преземени во предистражната постапка од страна на јавен обвинител или полицијата се сметаат за тајна. Викендов медиумите објавија дека советникот од СДСМ, Дарио Николовски, знаел за постапката која што ја води специјалното јавно обвинителство уште пред истата да биде објавена на пресконференција. Според медиумите, пред да соопшти специјалното јавно обвинителство, советникот знаел за кого е истрагата и под кое име се води. Неговото обраќање на детали и објавување на детали на Facebook профилот негов од предистражната постапка значат две работи. Или СЈО е под целосна контрола на СДСМ и ажурно ги спроведува наредбите кои ќе ги добие од централата на Бихачка, па оттаму точно знаат што и кога ќе се објави, или заради непрофесионализмот и партиската пристрасност на Катица Јанева и некои обвинители од специјалното јавно обвинителство, незаконски се брифираат луѓе од СДСМ. Што и да е од овие две работи, станува збор за кршење на законот за кривична постапка и тоа е кривично дело. Исто така, јасно е дека глумењето на инквизиција и партиските пресконференции на СЈО се само параван да се покријат конструкциите кои не се базираат на докази, туку се базираат на наредби за кривично гонење дадени директно од Зоран Заев. Затоа и СДСМ смета дека е неопходно нивните активисти преку социјалните мрежи да се закануваат и да шират хистерија, уште пред театралните настапи на Катица Јанева. Да имаа барем еден правен доказ, немаше така да постапуваат. Да биде срамот уште поголем, советникот од СДСМ, Дарио Николовски, викендов бришеше и ги менуваше постовите на својот Facebook профил, за да ги отстрани трагите кои укажуваат на поврзаноста и координираноста на неговата партија со СЈО. Тоа, впрочем, бевме и сите сведоци, јас само ќе презентирам, значи тоа што беше претходно објавено, а овдека е тоа што деновиве викендот тој го коригираше. Ова е извадено и секој од вас може да го види од Facebook страните и од медиумите што го презентира викендот. Затоа инсистираме да се спроведе сериозна кривична истрага околу пробивањето на тајна информација од СЈО и сите одговорни и од тимот на Катица Јанева и од СДСМ да бидат повикани на службен разговор и да ги објаснат релациите. Катица Јанева од ден на ден се повеќе заглавува во политика и ја губи довербата од граѓаните. Сепак таа добива пари од буџетот на државата и мора законски да постапува. Граѓаните од неа не очекуваат да функционира како приватно обвинителство на Зоран Заев. Денеска пред македонската јавност ќе продолжиме со презентирање на вистината за случајот Космос. Космос беше дивоградба и таа не смееше да биде третирана поинаку од било која друга дивоградба, само заради тоа што собственикот е член на некоја политичка партија или е богат човек. Повеќе пати низ судските постапки во управен суд и во виш управен суд, како и со решение од Уставниот суд, сме ја докажале нашата законска постапка во случајот Космос. Ќе искористам и секоја правна можност, согласно законот и Уставот, уште еднаш да докажам дека законски се постапуваше. Жалам што специјалното јавно обвинителство не ги презентираше сите докази и аргументи кои ние им ги доставивме, односно не обвинија без докази. Овдека ќе ги презентирам дел од пресудите, значи од Висшиот управен суд, од Уставниот суд, од Управниот суд. Ова се само дел од правосилните пресуди. Имаме повеќе правосилни пресуди од релевантните судски институции. Затоа ние ќе презентираме вистината за случајот Космос. Еден нивни аргумент, без да го презентираат јавно, а само го спомнаа,
беше стручното мислење од архитектонскиот факултет. Еве сакам и тоа да го презентирам. Значи, точно е така дека во постапката имаше доставено стручно мислење од архитектонскиот факултет. Стручно мислење потпишано од професорот Мирослав Грчев, каде што само ќе цитирам еден дел од тоа стручно мислење. Каде што исто и тој потврдува дека градбата се градела спротивно на одобрението. Само кажува причината. Имено сите отстапувања во изградбата настанала поради наодите на геомеханичкиот елаборат, во кои се утврдуваат лоши носиви и динамични својства на почвата, поради активните подземни води. Ова наложило подигнување на најниската кота на објектот, при што дошло до пренамена на приземјето од деловен простор во паркиралиште. Значи, тој ни потврдува дека според неговата анализа објектот е подигнат поради подземни води, за кое што тој во тој момент ниту бараше, ниту добил согласност од општина Газјебово. Ние за ова стручно мислење и за уште едно стручно мислење кое што беше изготвено од професорот Владимир Арсовски, побаравме одговор од архитектонскиот факултет, зашто и ни стигна одговорот од деканот од архитектонскиот факултет. Ќе цитирам дел од тој одговор. Прво, деканот ни одговори дека документите кои што се добиени, односно овие стручни мислења, се неважечки. Имавме уште едно прашање од аспект на надлежноста. Вели вака: во врска со прашањето за надлежноста, ви известувам дека архитектонскиот факултет нема надлежност и не издава документи со кои ќе се толкуваат управни постапки или содржини на било какви управни постапки кои се водат пред други органи. Исто така архитектонскиот факултет нема надлежност да толкува законски прописи затоа што тоа е уредено со други прописи. Значи, самиот факултет, деканот тврди дека документите се неважечки. Иако се неважечки, јас напоменав дека ние го видовме уште тогаш дека и самиот Грчев потврдил дека објектот се гради повисоко поради подземните води. Исто имаме прибавено и документација од Државниот просветен инспекторат, кој што во тој момент, значи од после кога беше дадено мислењето, бил да провери на каков начин се дадени тие стручни мислења. Еве еден записник за мислењето на професорот Грчев и уште еден записник од Државниот просветен инспекторат за мислењето за професорот Владимир Арсовски. Исто ќе прочитам дел од овие записници од просветниот инспекторат, кој што на 31.8.2011 година се издадени. Значи, од сето она што го констатираат инспекторите, како резиме, од горе наведеното се констатира злоупотреба на работата од страна на професор доктор Мирослав Грчев, како раководител на Институтот за урбанизам при Архитектонскиот факултет при УКИМ Скопје, при давање на стручното мислење, каде го толкува законот за градење, кој е во надлежност на законодавецот, кој го носи законот, се злоупотребуваат печатите и изнесување на акти од факултетот без знаење на одговорното лице деканот, што се нанесува штета на угледот на факултетот во тие рамки и на Универзитетот Свети Кирил и Методи Скопје. Значи, тоа го констатирала инспекцијата за едното мислење. Еве го исто записникот за второто мислење. Истото тоа го констатирал дека од горе наведеното се констатира злоупотреба на работата од страна на професор Владимир Арсовски, кој воедно и продека за финансии при Архитектонскиот факултет при УКИМ Скопје, при давање на стручното мислење каде го толкува законот за градење, кој е во надлежност на законодавецот кој го носи законот. Се злоупотребуваат печатите и изнесување на акти од факултетот без знаење на одговорното лице деканот, што се нанесува штета на угледот на факултетот и на универзитетот. Значи, утврдена е одредена незаконска постапка, верувам дека за ова и треба соодветно да одговараат. А имаме и мислење од професорот Владимир Арсовски, кој што едното стручно мислење го има доставено. Ќе цитирам некои од неговите кажани одека реченици. Подписот по второто мислење, го наведува бројот на мислењето, е моја административна грешка при препраќање на документите при изработка од вработено лице на факултетот, во конкретниот случај од професор Мирослав Грчев.
Меѓу другите работи, професорот кажува дека на факултетот не бил доставен проектот за да може да го разгледаат, па вели, тоа верувам дека укажува дека јас лично не сум можел да го дефинирам соодветното мислење од 4.8.2011 година и со самото тоа сакам изрично да се оградам од истото, што значи дека таквиот документ е неважечки и јас во целост не стојам позади напишаното. За ова е информиран и ТД Фине, како барател на стручното мислење, за невалидноста на стручните мислења. Че го тој документ подпишан од професорот Владимир Арстовски. Тоа е, значи, уште еднаш да ги демонтирам обвинителките од СЈО дека општината ги имала во предвид тие мислења, каде што и со тие мислења, иако биле незаконски, се потврдуваше, како што пред малку цитирав, дека целиот објект се гради поради подземните води, односно е подигнат повисоко. Втор неаргументиран атак врз мене и моите колеги беше дека незаконски била избрана фирма за рушење и дека е направена штета од 2.999.560 денари. Ова исто така не е точно, односно сакам да потенцирам дека согласно Законот за општа управна постапка и Законот за градење, обврската за спроведување на решението на инспекторката е на инвеститорот. Но во конкретниот случај, затоа што инвеститорот не пристапи кон извршување на решението од инспекторката, односно тој понатаму продолжи со градење. Ние моравме да направиме согласно законот присилно административно спроведување на решението, а согласно член 143 став 2 од Законот за градење, надоместокот за рушење општината го наплаќа од инвеститорот, зашто веќе имаме и правосилна пресуда од Висшиот управен суд и сега сме во постапка на соизвршител за наплата на паричните средства. Значи тоа е законот каде што вели член 142 од законот вели дека ако извршеникот, тоа е во конкретниот случај инвеститорот, не постапи по решението, надлежна е општината и во член 143 став 1 вели дека средствата општината ги обезбедува од буџетот, а потоа во став 2 вели направените трошоци за извршување на решението се надоместуваат од извршеникот. Значи не е терет на буџетот на општината, ние во тој момент ангажираме фирма, ја исплаќаме, но подосна со соодветна камата тоа си го наплаќаме, како што веќе сега напоменав, од самиот инвеститор. Еве го заклучокот за поврат на средствата, а еве пресудата од Висшиот управен суд. Тој се жалеше на тој заклучок на инспекторката, значи инвеститорот се жалеше, Висшиот и ова е правосилен извршен акт, пресуда од Висшиот управен суд за надоместокот да си го наплатиме од инвеститорот. Ние соодветно постапивме, доставивме до правната канцеларија, до извршителот да си постапи, да си ги наплатиме тие средства, но не само овие што се напоменати тука, од страна на СЈО, 2.900.000, ние бараме 4.219.486. Ова од СЈО само презентираа за минирањето, ние таму постапката не се правеше само со минирање, туку претходно со веќе ангажирана фирма имаше класичен начин на рушење, значи вкупната сума 4.219.486.000 денари бараме од извршителот да бидат наплатени. Ова беше уште една невистина и лага од страна на специјалното јавно обвинителство, дека е оштетен буџетот на општината. Сакам да ве потсетам дека господинот Фијат Цановски само пред известно време имаше изјава на медиумите дека се во животот градел легално. И истиот тој само неколку дена подоцна самиот се демантираше со тоа што поднесе барање за легализација на факултетот ФОН за сите три парцели на кои што е сместен факултетот. Односно, повторно ја излажа македонската јавност и најверојатно повторно ќе бара аргументи за новата дивоградба во политиката, а не во законот. Доблесно беше од негова страна, денеска, наместо пред општина Газибава, денешната пресконференција, тој да ја одржи пред неговата нова дивоградба факултетот ФОН. Јас воедно би сакал да потенцирам дека добро е да си разгледа и документите кои што тој не ги има доставувано кај нас, за да се потсети што тој има напишано.
Еве една барање кое што е направено на 27.2011 година за измени во текот на градба. Значи одобрението за градба му беше од 24.12.2010, после 7 месеци бара измени во текот на градба. После 7 месеци градење тој бара измени во текот на градба. Каде што еве ќе презентирам што тој кажува после 7 месеци. Вели, по предлог на надзорниот орган, прифатен од инвеститорот и во согласно со главниот проектант на објектот и проектантот на статичката пресметка, се предлага измени на висина на објектот со подигнување на објектот за 1,5 метри над прво проектираниот објект. Значи, после 7 месеци бара објектот цел да го крене, а веќе го изградил, значи тоа што веќе го изградил, го бараше после 7 месеци, иако тој знаел, сега ќе презентираме уште едни документи, со негова одлука од Фијат Сановски, само намерно не стел дата, ама затоа па другите имаат ставено дата. Еве ги сите негови што биле вклучени, ангажирани стручни лица, значи статичарот на 25 на 24 е одобрението за градба, на 25 статичарот вели: почитувам господин Амзовски, тој е зетот на Фијат Сановски. Јас како проектант на статичката и сеизмичката пресметка ви известувам по успено барање измена од мене за подигнување на објектот за 1,5 метри во висина, ја имате мојата согласност. Значи, тој му дал согласност, проектантот му дал согласност, господинот Шундовски вели да, може да го кренете за 1,5 и тоа го дал на 26.12, со тоа што проектантот го посоветувал дека покрај согласноста што меѓу себе треба да се дадат согласно законот, треба да добијат одобрение за измени во текот на градба од страна на општината и тоа го информирал уште следниот ден. Еве и од надзорот исто на 25.12 тие веќе меѓу себе си ги даваат сите согласности за подигнување на објектот за 1,5 метри, а нас не информира, како што напоменав, 7 месеци од кога излегла инспекторка, значи после тоа. Затоа јас ќе упатам апел до него, пред да излезе да говори за фактите и аргументите, да се потсети на документацијата што ја доставил до кај нас. И како аргумент од аспект на како се мерело, што се мерело, доволно е само да го презентирам неговиот елаборат. Не нашите елаборати, елаборатот на државниот инспекторат, ова е негов елаборат, од негова фирма. Нека се потсети како фирмата што тој има ангажирано, а ги потврди нашите коти, како таа фирма мерела, каде што точно и тој измерил. Кота на темелна плоча во апсолутна вредност, кота на прва плоча во апсолутна вредност, кота на втора плоча во апсолутна вредност. Значи, нека се потсети како неговата фирма Geomont Engineering, што тој ја ангажирал, ги измерила истите податоци како што сме ги измериле и ние. И на крајот, како уште едно потсетување за тоа што го говореле, со овие дописи, односно изјави кои што ги презентирал инвеститорот во порталите. Прво почнувајќи од неговата Facebook страна. Ова е од 14.8.2011, значи 8 месеци од кога го доби одобрението за градба. Што тој гради? Еве ќе прочитаме. Вели, паркирањето е решено со 2 подземни гаражи од по 2 ката под подрумите на зградите, а странично од зградите е предвидена и гаража на 2 ката со 562 паркинг места. Значи, ова не е така. Во одобрението тој имаше 3 ката подземна гаража, че ова тој доказал дека едниот кат го нема, а вели катна гаража ниту бараше, ниту добил. Тоа го кажува и на Facebook, тоа го кажува и во вестникот Дневник од 6.2, значи пред да гради. Не се извинам, ова е датата кога е шампано, од 16.3, да. 16.3 пред да гради, тој знаел што гради, дека ќе гради само 2 ката и катна гаража. Во некој од порталите, еве Струга портал, во Порта 3, како што напоменав, во Порта 300 додека веќе градал 19.5, исто изјавата од него, односно од инвеститорот, кажува истото дека гради 2 ката подземна гаража и требало да има и во Шпице, вестникот Шпиц. На 12.4. пред да започне со градење. Тој значи целокупната оваа постапка е направил со умисла. Од овие документи што ги презентираме и пред да гради, и додека градел, и после цело време каде што презентирал дека гради
објект кој што ќе има решено паркинг со 2 подземни гаражи под румите и катна гаража. Затоа еве јавно го прашувам дали и каде сме му одобрили ние катна гаража и нека тој документ јавно го обелодени, затоа што ова е јавно. Секој може да отвори на интернет да ги најде овие документи. Благодарам. Ако имате некои прашање, повелете. На листата на помилување на аболицирање на председателот Иванов, ќе побарате ли да биде повлечена таа одлука за? Значи, најнапред би сакал да потенцирам дека ниту сум барал, ниту имам потреба да барам, ниту ќе барам да бидам иземен, односно да бидам со одлука трнат од постапка, односно да биде спречена водење на постапка, како што кажав и во изјавата, ние повеќе пати, некаде 9 пати во управен суд и во 9 пати во висши управен суд, целата постапка ја докажавме. Јас сум спремен уште повеќе пати ако треба во судска постапка да докажам нашата законитост, затоа што верувам дека овие аргументи се доказ со кој што ние можеме без трунка сомнеш и во било каква постапка да ја докажеме нашата законитост. Овие документи, дел од нив што презентирав, се документи кои што тој ни ги доставува. Така да, затоа што наш велам дека немаме ни мала сомнеш за нашата законитост. Напоменав дека веќе во 9 случаеви и во висшиот суд, и во управниот и во висшиот суд, а едно решение има и од уставниот суд. Значи тоа што често пати господинот Фијацановски вели дека некои права, слободи му се скратени, уставниот суд напротив одлучи дека не е така, односно сите права си ги искористи. Господин Тајковски, зашто доколку сметате дека сте невин во овој случај, зашто не побарате иземање од председателот Иванов да бидете иземени од аболицијата и да се води постапка? Добре, еве уште ще одговорам. Кажав, ама веројатно не ме разбравте. Значи, иако добро, ве разбрав. Да бидете иземени од... Значи, еве уште ще ви одговорам. Ќе ги искористам сите правни можности согласно законите и уставот и во уште една постапка судска што ќе се води да ја докажам моето законско постапување и постапувањето на колегите од општина Газибава во однос на случајот Космос. Верувате дека со вакви аргументи немаме никаква сомнеш, ниту имаме пак некое сомнение кај нас дека сме постапувале законски. Законот е многу јасен, постапката е многу јасна, документите се тука и кај нас. И во специјалното јавно обвинителство, но уште еднаш ќе потенцирам, жалам што СЈО не ги објави овие докази, односно без докази само паушално не одвини. Дали слушнате прислушуваните материјали, каде што се планира како да се уреди процес? Значи, уште еднаш ќе потенцирам, целокупната постапка, јас велам дека општината работи согласно законот. Не работиме и не сме работеле согласно некои прислушувани материјали, креирани, монтирани. Верувам дека и вие бевте доволно сконцентрирана да и погледнете документите, а ако има потреба може да направите и увид, да го видите тоа што го презентирав. Верувате дека фактите се на наша страна и затоа реков дека вистината за случајот Космос може секој медиум, секој граѓанин, СЈО ако мисла дека и смета дека имаат уште нешто што треба да земат од кај нас, нема никаков проблем. Општина Газибава уште од првиот ден максимално коректно и за целото време соработуваше со СЈО, затоа јас ги убедувам дека се она што сметаат дека имаат потреба од кај нас, слободно може да дојдат, ние ќе им го доставиме. Само добро е тоа што ќе го имаат кај нив и јавно да го презентираат, не само да вадат извртени тези и аргументи без докази. Ова дека што го презентирав, ова е мал дел. Значи ние имаме голем обем материјал кај што можеме да направиме и вештачење и презентации со скици, некако нивните презентации со манипулирање на цртежите, ние можеме многу постручно од тоа што тие го направија. Сметате дека специјалното јавно обвинителство работи врз креирани материјали, а не според... И па доказиве говорат тоа. Значи, пред малку сите докази, оние што сакав да ги презентирав, а имам уште многу докази кои што го потврдуваат начинот на работа и на функционирање. За вас се неавтентични снимките?
Значи, уште еднаш ќе напоменам. Во случајот Космос, целокупната постапка се водеше согласно законот. Затоа имаме добиено повеќе пресуди. Веќе во судски постапки тоа сме го докажале. Така да не верувам зашто би имало тука сомнеш дали нешто е исправно или не е исправно. А тоа што некој креирал, монтирал, па си има начин на работа или сака да прави забава меѓу граѓаните, тоа не е принцип на работа во општина Газева. Добро, ви благодарам. Ќе ве замолам, значи имајте трпение, ние и следните денови ќе презентираме дел од нашите аргументи, нашите документи. Имате трпение затоа што навистина обем материјалот ќе имате можност и други документи кои што се вакви, не само устно кажани. Добро, благодарам. Добро, добар ден. Почитувани представници на медиумите, дозволете денешната пресконференција да ја започнам со цитирање на член 289 од Законот за кривична постапка, кој се однесува на тајноста на предистражната постапка. Во него се вели: сите действија преземени во предистражната постапка од страна на јавен обвинител или полицијата се сметаат за тајна. Викендов медиумите објавија дека советникот од СДСМ, Дарио Николовски, знаел за постапката која што ја води специјалното јавно обвинителство уште пред истата да биде објавена на пресконференција. Според медиумите, пред да соопшти специјалното јавно обвинителство, советникот знаел за кого е истрагата и под кое име се води. Неговото обраќање на детали и објавување на детали на Facebook профилот негов од предистражната постапка значат две работи. Или СЈО е под целосна контрола на СДСМ и ажурно ги спроведува наредбите кои ќе ги добие од централата на Бихачка, па оттаму точно знаат што и кога ќе се објави, или заради непрофесионализмот и партиската пристрасност на Катица Јанева и некои обвинители од специјалното јавно обвинителство, незаконски се брифираат луѓе од СДСМ. Што и да е од овие две работи, станува збор за кршење на законот за кривична постапка и тоа е кривично дело. Исто така, јасно е дека глумењето на инквизиција и партиските пресконференции на СЈО се само параван да се покријат конструкциите кои не се базираат на докази, туку се базираат на наредби за кривично гонење дадени директно од Зоран Заев. Затоа и СДСМ смета дека е неопходно нивните активисти преку социјалните мрежи да се закануваат и да шират хистерија, уште пред театралните настапи на Катица Јанева. Да имаа барем еден правен доказ, немаше така да постапуваат. Да биде срамот уште поголем, советникот од СДСМ, Дарио Николовски, викендов бришеше и ги менуваше постовите на својот Facebook профил, за да ги отстрани трагите кои укажуваат на поврзаноста и координираноста на неговата партија со СЈО. Тоа, впрочем, бевме и сите сведоци, јас само ќе презентирам, значи тоа што беше претходно објавено, а овдека е тоа што деновиве викендот тој го коригираше, ова е извадено и секој од вас може да го види од Facebook страните и од медиумите што го презентира викендот. Затоа инсистираме да се спроведе сериозна кривична истрага околу пробивањето на тајна информација од СЈО и сите одговорни и од тимот на Катица Јанева и од СДСМ да бидат повикани на службен разговор и да ги објаснат релациите. Катица Јанева од ден на ден се повеќе заглавува во политика и ја губи довербата од граѓаните. Сепак таа добива пари од буџетот на државата и мора законски да постапува. Граѓаните од неа не очекуваат да функционира како приватно обвинителство на Зоран Заев. Денеска пред македонската јавност ќе продолжиме со презентирање на вистината за случајот Космос. Космос беше дивоградба и таа не смееше да биде третирана поинаку од било која друга дивоградба, само заради тоа што собственикот е член на некоја политичка партија или е богат човек. Повеќе пати низ судските постапки во управен суд и во виш управен суд, како и со решение од Уставниот суд, сме ја докажале нашата законска постапка во случајот Космос.
Ќе искористам и секоја правна можност, согласно законот и уставот, уште еднаш да докажам дека законски се постапуваше. Жалам што специјалното јавно обвинителство не ги презентираше сите докази и аргументи кои ние им ги доставивме, односно не обвинија без докази. Овде ќе ги презентирам дел од пресудите, значи од Висшиот управен суд, од Уставниот суд, од Управниот суд. Ова се само дел. Од правосилните пресуди имаме повеќе правосилни пресуди од релевантните судски институции. Затоа ние ќе презентираме вистината за случајот Космос. Еден нивни аргумент, без да го презентираат јавно, а само го спомнаа, беше стручното мислење од архитектонскиот факултет. Еве, сакам и тоа да го презентирам. Значи, точно е така дека во постапката имаше доставено стручно мислење од архитектонскиот факултет. Стручно мислење, подпишано од професорот Мирослав Грчев, каде што само ќе цитирам еден дел од тоа стручно мислење. Каде што исто и тој потврдува дека градбата се градела спротивно на одобрението. Само кажува причината. Имено сите отстапувања во изградбата настанала поради наодите на геомеканичкиот елаборат, во кои се утврдуваат лоши носиви и динамични својства на почвата, поради активните подземни води. Ова наложило подигнување на најниската кота на објектот, при што дошло до пренамена на приземјето од деловен простор во паркиралиште. Значи, тој ни потврдува дека според неговата анализа објектот е подигнат поради подземни води, за кое што тој во тој момент ниту бараше, ниту добил согласност од општина Газјебово. Ние за ова стручно мислење и за уште едно стручно мислење кое што беше изготвено од професорот Владимир Арсовски, побаравме одговор од архитектонскиот факултет, зашто и ни стигна одговорот од деканот од архитектонскиот факултет. Ќе цитирам дел од тој одговор. Прво, деканот ни одговори дека документите кои што се добиени, односно овие стручни мислења, се неважечки. Имавме уште едно прашање од аспект на надлежноста. Вели вака: во врска со прашањето за надлежноста, ви известувам дека архитектонскиот факултет нема надлежност и не издава документи со кои ќе се толкуваат управни постапки или содржини на било какви управни постапки кои се водат пред други органи. Исто така архитектонскиот факултет нема надлежност да толкува законски прописи затоа што тоа е уредено со други прописи. Значи, самиот факултет, деканот тврди дека документите се неважечки. Иако се неважечки, јас напоменав дека ние го видовме уште тогаш дека и самиот Грчев потврдил дека објектот се гради повисоко поради подземните води. Исто имаме прибавено и документација од Државниот просветен инспекторат, кој што во тој момент, значи од после кога беше дадено мислењето, бил да провери на каков начин се дадени тие стручни мислења. Еве еден записник за мислењето на професорот Грчев и уште еден записник од Државниот просветен инспекторат за мислењето за професорот Владимир Арсовски. Исто ќе прочитам дел од овие записници од просветниот инспекторат, кој што на 31.8.2011 година се издадени. Значи, од сето она што го констатираат инспекторите, како резиме, од горе наведеното се констатира злоупотреба на работата од страна на професор доктор Мирослав Грчев, како раководител на Институтот за урбанизам при Архитектонскиот факултет при УКИМ Скопје, при давање на стручното мислење, каде го толкува законот за градење, кој е во надлежност на законодавецот, кој го носи законот, се злоупотребуваат печатите и изнесување на акти од факултетот без знаење на одговорното лице деканот, што се нанесува штета на угледот на факултетот во тие рамки и на Универзитетот Свети Кирил и Методи Скопје. Значи, тоа го констатирала инспекцијата за едното мислење. Еве го исто записникот за второто мислење. Истото тоа го констатирал дека од горе наведеното се констатира злоупотреба на работата од страна на професор Владимир Арсовски,
кој воедно и продека за финансии при архитектонскиот факултет при УКИМ Скопје, при давање на стручното мислење каде го толкува законот за градење, кој е во надлежност на законодавецот кој го носи законот. Се злоупотребуваат печатите и изнесување на акти од факултетот без знаење на одговорното лице деканот, што се нанесува штета на угледот на факултетот и на универзитетот. Значи, утврдена е одредена незаконска постапка, верувам дека за ова и треба соодветно да одговараат. А имаме и мислење од професорот Владимир Арсовски, кој што едното стручно мислење го има доставено. Ќе цитирам некои од неговите кажани одека реченици. Подписот по второто мислење, го наведува бројот на мислењето, е моја административна грешка при препраќање на документите при изработка од вработено лице на факултетот, во конкретниот случај од професор Мирослав Грчев. Меѓу другите работи, професорот кажува дека на факултетот не бил доставен проектот за да може да го разгледаат, па вели, тоа верувам дека укажува дека јас лично не сум можел да го дефинирам соодветното мислење од 4.8.2011 година и со самото тоа сакам изрично да се оградам од истото, што значи дека таквиот документ е неважечки и јас во целост не стојам позади напишаното. За ова е информиран и ТД Фине, како барател на стручното мислење, за невалидноста на стручните мислења. Че го тој документ подпишан од професорот Владимир Арсовски. Тоа е, значи, уште еднаш да ги демонтирам обвинителките од СЈО дека општината ги имала во предвид тие мислења, каде што и со тие мислења, иако биле незаконски, се потврдуваше, како што предмалку цитирав, дека целиот објект се гради поради подземните води, односно е подигнат повисоко. Втор неаргументиран атак врз мене и моите колеги беше дека незаконски била избрана фирма за рушење и дека е направена штета од 2.999.560 денари. Ова исто така не е точно, односно сакам да потенцирам дека согласно Законот за општа управна постапка и Законот за градење, обврската за спроведување на решението на инспекторката е на инвеститорот. Но во конкретниот случај, затоа што инвеститорот не пристапи кон извршување на решението од инспекторката, односно тој понатаму продолжи со градење. Ние моравме да направиме согласно законот присилно административно спроведување на решението, а согласно член 143 став 2 од Законот за градење, надоместокот за рушење општината го наплаќа од инвеститорот, зашто веќе имаме и правосилна пресуда од Висшиот управен суд и сега сме во постапка на соизвршител за наплата на паричните средства. Значи тоа е законот каде што вели член 142 од законот вели дека ако извршеникот, тоа е во конкретниот случај инвеститорот, не постапи по решението, надлежна е општината и во член 143 став 1 вели дека средствата општината ги обезбедува од буџетот, а потоа во став 2 вели направените трошоци за извршување на решението се надоместуваат од извршеникот. Значи не е терет на буџетот на општината, ние во тој момент ангажираме фирма, ја исплаќаме, но подосна со соодветна камата тоа си го наплаќаме, како што веќе сега напоменав, од самиот инвеститор. Еве го заклучокот за поврат на средствата, а еве пресудата од Висшиот управен суд. Тој се жалеше на тој заклучок на инспекторката, значи инвеститорот се жалеше, Висшиот и ова е правосилен извршен акт, пресуда од Висшиот управен суд за надоместокот да си го наплатиме од инвеститорот. Ние соодветно постапивме, доставивме до правната канцеларија, до извршителот да си постапи, да си ги наплатиме тие средства, но не само овие што се напоменати тука, од страна на СЈО, 2.900.000, ние бараме 4.219.486. Ова од СЈО само презентираа за минирањето, ние таму постапката не се правеше само со минирање, туку претходно со веќе ангажирана фирма имаше класичен начин на рушење, значи вкупната сума 4.219.486.000 денари бараме од извршителот да бидат наплатени.
Ова беше уште една невистина и лага од страна на специјалното јавно обвинителство, дека е оштетен буџетот на општината. Сакам да ве потсетам дека господинот Фијат Цановски само пред известно време имаше изјава на медиумите дека се во животот градел легално. И истиот тој само неколку дена подоцна самиот се демантираше со тоа што поднесе барање за легализација на факултетот ФОН за сите 3 парцели на кои што е сместен факултетот. Односно, повторно ја излажа македонската јавност и најверојатно повторно ќе бара аргументи за новата дивоградба во политиката, а не во законот. Доблесно беше од негова страна, денеска, наместо пред општина Газибава, денешната пресконференција, тој да ја одржи пред неговата нова дивоградба, факултетот ФОН. Јас воедно би сакал да потенцирам дека добро е да си ги разгледа и документите кои што тој не ги има доставувано кај нас, за да се потсети што тој има напишано. Еве едно барање кое што е направено на 27.2011 година за измени во текот на градба. Значи одобрението за градба му беше од 24.12.2010, после 7 месеци бара измени во текот на градба. После 7 месеци градење тој бара измени во текот на градба. Каде што еве ќе презентирам што тој кажува после 7 месеци. Вели, по предлог на надзорниот орган, прифатен од инвеститорот и во согласно со главниот проектант на објектот и проектантот на статичката пресметка, се предлага измени на висина на објектот со подигнување на објектот за 1,5 метри над прво проектираниот објект. Значи после 7 месеци бара објектот цел да го крене, а веќе го изградил, значи тоа што веќе го изградил го бараше после 7 месеци, иако тој знаел, сега ќе презентираме уште едни документи, со негова одлука од Фијат Цановски, само намерно не стел дата, ама затоа па другите имаат ставено дата. Еве ги сите негови што биле вклучени ангажирани стручни лица, значи статичарот на 25 на 24 е одобрението за градба, на 25 статичарот вели: почитувам господин Амзовски, тој е зетот на Фијат Цановски. Јас како проектант на статичката и сеизмичката пресметка ви известувам по услмено барање измена од мене за подигнување на објектот за 1,5 метри во висина, ја имате мојата согласност. Значи, тој му дал согласност, проектантот му дал согласност, господинот Шундовски вели да, може да го кренете за 1,5 и тоа го дал на 26.12, со тоа што проектантот го посоветувал дека покрај согласноста што меѓу себе треба да се дадат согласно законот, треба да добијат одобрение за измени во текот на градба од страна на општината и тоа го информирал уште следниот ден. Еве и од надзорот исто на 25.12 тие веќе меѓу себе си ги даваат сите согласности за подигнување на објектот за 1,5 метри, а нас не информира, како што напоменав, 7 месеци од кога излегла инспекторка, значи после тоа. Затоа јас ќе упатам апел до него пред да излезе да говори за фактите и аргументите, да се потсети на документацијата што ја доставил до кај нас. И како аргумент од аспект на како се мерело, што се мерело, доволно е само да го презентирам неговиот елаборат. Не нашите елаборати, елаборатот на државниот инспекторат, ова е негов елаборат, од негова фирма. Нека се потсети како фирмата што тој има ангажирано, а ги потврди нашите коти, како таа фирма мерела, каде што точно и тој измерил. Кота на темелна плоча во апсолутна вредност, кота на прва плоча во апсолутна вредност, кота на втора плоча во апсолутна вредност. Значи нека се потсети како неговата фирма Geomont Engineering, што тој ја ангажирал, ги измерила истите податоци како што сме ги измериле и ние. И на крајот, како уште едно потсетување за тоа што го говореле, со овие дописи, односно изјави кои што ги презентирал инвеститорот во порталите. Прво почнувајќи од неговата Facebook страна. Ова е од 14.8.2011, значи 8 месеци од кога го доби одобрението за градба. Што тој гради? Еве ќе прочитаме. Вели, паркирањето е решено со 2 подземни гаражи од по 2 ката под подрумите на зградите, а странично од зградите е предвидена и гаража на 2 ката со 562 паркинг места. Значи ова не е така, во одобрението тој имаше 3 ката подземна гаража, че ова тој доказа дека едниот кат го нема,
а вели катна гаража ниту бараше, ниту добил. Тоа го кажува и на Facebook, тоа го кажува и во весникот Дневник од 6.2, значи и пред да гради. Не се извинам, ова е детата кога од шампано, од 16.3, да. 16.3 пред да гради, тој знаел што гради, дека ќе гради само 2 ката и катна гаража. Во некој од порталите, еве Струга портал, во Порта 3, како што напоменав, во Порта 300 додека веќе градал 19.5, исто изјавата од него, односно од инвеститорот, кажува истото дека гради 2 ката подземна гаража и требало да има и во Шпице, вестникот Шпиц. На 12.4 пред да започне со градење. Тој значи целокупната оваа постапка е направил со умисла. Од овие документи што ги презентираме и пред да гради, и додека градел, и после цело време каде што презентирал дека гради објект кој што ќе има решено паркинг со 2 подземни гаражи под румите и катна гаража. Затоа еве јавно го прашувам дали и каде сме му одобрили ние катна гаража и нека тој документ јавно го обелодени, затоа што ова е јавно. Секој може да отвори на интернет да ги најде овие документи.